Продолжуваат градежните активности за рехабилитација на дел од канализацијската мрежа во Кочани и Оризари, во чии рамки е проектот за зафаќање на атмосферски води од Кочански дол во Оризари. Деновиве се вградуваат цевки за атмосферските води на потокот од објектот на поштата кон источниот дел на Оризари. Атмосферската канализација ќе биде во должина од 445 метри со профил од 1000 милиметри. Главниот колектор веќе е поврзан со масалница и во наредниот период ќе се покрива, соопшти Владко Димитров, раководител на секторот за уредување на градежно земјиште во општина Кочани. Третманот на отпадни води во Оризари се подобрува со 2 нови колектора за канализација кои ќе ги заменат сегашните. Потребата за реконструкција на дел од канализацијскиот систем во Оризари е резултат на големата инфилтрација на подземна вода во двата главни колектора од двете страни на Оризарска река. Со проектот за рехабилитација на канализацијската мрежа во Кочани кај Мишинскиот мост се гради и нов цевковод за собирање отпадни води, паралелен со постојниот, со должина од 85 метри. Реконструкцијата и на канализацијската мрежа во Тракање ќе овозможи фекални води од ова село да се поврзат со пречистителната станица во Мојанци. Исто така ќе се решат спорните делници со несоодветна нивелација и ќе се спречи излевањето на фекалните води во Траканска река. За рехабилитација на дел од канализацијската мрежа во Кочани, Оризари во Тракање се наменети околу 85 милиони денари средства донирани од Швајцарската агенција за развој и соработка, во кој општина Кочани учествува со 10%. Рокот за реализација на проектот, продолжување и до завршување на проектот пречистителна станица за отпадни води Мојанци е до втората половина на 2022 година.